Благодарам подпредседателе, почитувани пратеници, почитувани граѓани, почитувани членови на владата. Без разлика на театризмот, заради тоа што господинот Крсто Јовановски пратеникот доаѓа од нашиот македонски театар, ваквите театарски представи нема да дозволам никогаш да го нарушат дигнитетот на институциите на системот, па без разлика дали одреден поединец го нарушил тој дигнитет на одредена институција и од тука да се излечуваат еднаквости за сите. Специјалното јавно обвинителство е создаден како орган на консензуално гласање на овој парламент. Специјалното јавно обвинителство како институција е целосна служба и е создаден капацитет на оваа држава. Сето тоа што е јавно објавено од оваа влада, транспарентно до крај. И тоа е убавината и богатството кое што оваа нова власт го донесе. Едно од убавините и богатството. При тоа си постојат органи кои што секогаш ќе потврдат кој што законски направил и кој што незаконски направил. Исплаќање од 1000 евра, од 1500 евра, не смее да биде некоја не знам каква драма. Премиерот зима 84.000 денари плата, пратениците зимат до 100.000 денари заедно со трошоците. Кој ќе пресметите тоа со 18.000 евра годишно, за 4 години се 75.000 евра. И од тука ќе излечувате драма дека тоа не вреди. Таму се вработени стручни служби. Таму има 10 специјални јавни обвинителства кои што ги ставиле главите под ризик. До ден денеска нема пресуди заради тоа што заробеното сваровски судство е останато какво што е, со огромни исклучоци на честни судии. Истото тоа се случува и во јавното обвинителство. И од тука да влечете заклучоци дека злоупотребите во изборите не постоја, тоа е монтирано, креирано, лепено. Повторно со истите тези ќе поминуваме поради ова. Не, нема да дозволи ова општество никако. Дека рушењето на Космос всушност не се случило спротивно на закон. Дека 5% и да не се претера новинарството и 15 милиони евра само од едната делница на кинеските кредити не е точно. Не испадне херои да и направиме луѓето. Законски треба да се утврди со докази каде што има вина и се одговара. Таму кај што нема докази, секој е слободен граѓанин. Но поради тоа што оваа влада одлучила да ги објави сите податоци на финансиски трансакции од 2010 година до сега, да излечувате заклучоци, па да го деградирате СЈО како систем основан од сите во државата, заради тоа што не функционирало во тој период државното јавно обвинителство. Тоа не смееме да го дозволиме. Ниту јас, ниту граѓаните, ниту вие не треба да го дозволите. Поединечна одговорност треба да се има секаде. Ако неетички, незаконски или било како се утврди во судска постапка, дека еден поединец не постапил, не можете да ставите еднаквост врз 10 обвинители, врз сите истражители, врз стручните соработници и стручно административната служба. Тие не дозволија ниту еден приватен разговор да излезе, а беа во нивни посет, во зависност од предметот што го работеа. И за тоа добија надокнада. Согласно буџетот од 228 милиони денари, кои што го имаат годишно, тоа што го трошеле било 70-80% од тоа што законот го дозволи. Ако нешто е незаконски истрошено, секој треба поединечно да се одговара, ако незаконско потрошил јавни пари. Дали се вика тоа специјален обвинител, дали се вика обвинител во специјалното обвинителство, стручен соработник, истражител, пратеник, премиер, министер, председател на државата или било кој. Вака, со леснотија, да наказите цела институција, не. А при тоа да излечите дека не се виновни, па дури луѓето кои што се под истраги, не. Тие не се виновни се додека не им се докаже вина. Но тоа што го слушнавме, при уши го слушнавме сите. И тоа што се случувало во тој период. Дека имавме заробена држава, имавме заробена држава. Сега има слобода и демократија. Комплетно. Апсолутно треба ни докази и постапки да се утврди што всушност се случувало. Напоменувам, ако има докази, да се одговара. Ако нема докази, никој не треба да одговара. Напоменувам, никој без докази, како што нашето правосудство тоа го пропишува. Јас сум бил во одреден период председател на Совет за реформи во правосудството, со надлежност законски решенија, кои што соодветните министерства, најповеќе Министерството за правда, треба да ги оформи како предлог закони кои што ќе дојдат кај вас до парламентот.
Тоа е моето учество во делот на реформите на правосудството и толку ми е надлежност. Немам повеќе. Парламентот има поголема надлежност, заради тоа што парламентот ги носи законите од областа на правосудството. Судиите и обвинителите се тие кои што носат одлуки. И затоа треба да биде јасно и гласно. Во овој период нема ни 3% нови судии од скупниот број на судии. Нема ни 3% нови обвинители од скупниот број на обвинители во државата. Истите се судиите и обвинителите. Неколку поединци или поединки заедно ја рушат целата атмосфера за надежност во правната држава и правосудниот систем. И затоа треба да има прочистување. Во моментот антикорупцијска комисија проверува имот, пари, семејства на сите министри во владата и на премиерот. И тоа е добро. Треба да провери на сите суди и обвинители, на адвокатите поврзани со нив. Ако сакаме да се прочистиме. Процеси следуваат такви. Заради тоа што трансформацијата во државата ќе ни се случи, ако навистина се испровериме. И на тоа ги отстраниме сите слабости на нашиот систем. Во едни вакви околности, оние знаат. Кој оние? Во Будимпешта тие? Знаат многу добро. Со се пари замина. Знаат, ако мислите на оние. Ние знаеме, вие знаете, ама и оние знаат. Страсбур ќе ги потврди сите предмети кои што се засновени на докази и се донесени согласно законите. Нормално, дали за овој предмет, дали за било кој предмет во држава, ако е надвор од докази, нема да го потврди. И ќе го врати на повторно одлучување. Во моментот, од кога сум премиер, стотици предмети се вратени, од тоа другото време на 11 години. Стотици предмети плаќаме невидени казни. Тоа треба да поправиме сите. Немојте под превезот на македонштината да зборувате за заштита на криминалот или одговорност пред криминалот. Немојте. Македонштината се штити со одговорност пред криминалот. Од кој сака нека е. Македонштината не се штити ако нема одговорност. Затоа ние политичарите, кои што ги представаме граѓаните, сме должни да обезбедиме услови. Парламентот не е надлежен за тоа што се случува во обвинителството и во судството. Нито извршната власт не е надлежна за тоа, но ние можеме да ги промениме околности. Преку нашата дебата, преку нашата внимателност во посветеноста на процесите, се променуваат и како преку транспарентноста, слободата, отвореноста во општеството и како тоа менува секој ден. Многу што треба да се направи во македонското правосудство. Тоа сите го знаем. Една од најголемите болки е. Но ќе бидеме поголеми македонци, албанци, турци, роми, власи, граѓани, составен дел на македонскиот народ во Република Северна Македонија. Ако навистина помогнеме правната држава да испорачи правда, со докази јасно потврдени и одговорност. Каде што нема, ќе изгледат јавно и ќе кажат да, ова може така звучеше, на тие снимки што ве пуштени, овде нема докази. Ова така звучеше, овде има докази. Тоа го очекуваат граѓаните. И треба да каже судијата или обвинителот, како тоа Груевски 3 години осомничен, во обвинителниот така, а сите други по 6 години, по 10 години. Треба да каже тие институции. Како тоа се излекува Груевски од сите предмети, а сите негови тука, оставени да одговараат за се. Сум читал и записници на влада, и знам кој како давал насоки, и кој како давал наредби, и слушнав ми по телефоните што се случувало. Треба да има одговорност. Не заради тоа што некој треба да одговара, што всушност е осмислувачот на мал милион незаконски криминални работи. Главната работа да не се повтори повеќе ни на Заев, ни на технички премиер после Заев, ни на премиерот Заев после техничкиот премиер, да не му падне на памет да прави вакви работи. Тоа е во суштината. Може да излекувате што сакате. Видовте дека јавно обвинителство влезе да направи истрага. Добија документи веднаш. Ке излезе со тоа што како се трошело. Видовме таму има и советничко од ВМРО ДПМН, не само од СДСМ, тоа се граѓаните. Работат приврзаници на СДСМ и ВМРО ДПМН и овде во овој парламент, кај мене во владата, добиваат надоместоци по закон, секакви како што им следуваат. Се зависи од тежината на тоа што тој го работи. Ангажирани се експерти и луѓе надвор, кои што имат и како политичка припадност на ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ, Алијанса или на било која партија. Ама се ангажирани како експерти. Нека утврдат. Нека утврдат. Тоа обавината на слободата. Да се знае за се. Ако е 2000 евра земал месечно, да се знае што испорачал за тие 2000 евра.
Тоа е убавината на слободата и демократијата. Така да во такви околности нема да дозволам никој поединец да го штити криминалот. Под превезот на тоа што некој се обидува да го штити криминалот, има луѓе што не можат да си докажат невиност. И тоа е вредност. Сака да ја докажат својата невиност, не можат. Од ја заробен уште систем. Благодарам. По телефони, по адвокати, по пријатели или по сија. Или пак не може да се докаже вината на тие што се винува. И тоа нема да дозволим. Тоа врска на сите. И на парламентот, и на владата, и на сите наши граѓани, будно да следат и да очекуваат да се испорачат резултати. Соодветно парламент, соодветно влада, соодветно правосудство.